duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, što je ova utro, ova mugra na -13, me digne od mojeta postela, od tvojeg dom, od mojeg dom, бидејќи се моje je tvoje. Предавам се во твоите раце и денеска зборувај низ мене, употреби ме за твоја слава. Твојата љубов, твојот мир нека ги допрат сите оние кои имаат потреба. Од тебе ќе го повикаат твоето име, Господе Исусе Христе. Дојди во моето срце и помогни ми. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти даваш сила за се. Една од тие 50 песни кои слегува, да го славиме Исуса Христа. Он ми дава сила да пораснам во љубовта. Ете, тоа е тоа што треба да го научиш, да пораснеш во љубовта. Ке зборуваме денеска за простувањето. Една од важните состојби на Исусовото живење, на живење во заедништво со Исус е простувањето. Ние го имаме врвното простување. Исус расплат на крстот, бичуван, мачен, плукан, понижуван, мачкан со оцет, како парафраза на нељубов, скиснато вино, бидејќи виното пиете, ова е мојата крв е љубовта. Тој зборува како символи. Нели? Тој на крстот им рече, не рече ке видите вие кој сум јас, туку кажа прости им татко. Прости им оче. Не знаат што прават. Простете. Го знаеме тоа, сите го читаат и ќе ви биде простено. Беа кај мене 3 жени во потреба. Мајка со 2 ќерки, знаете. Им кажав дека треба да простат. Вака рипна од столчињата. О, што? Да простиме, мане. Имаше една професорка исто. Треба да прости. Да простам јас, да простам, мај. Видите, човечката падната природа, телесниот човек, без Исус, природно му е да враќа со зло, на злото да враќа со зло. Око за око, зап за зап. Имаме најмали деца, поголемото сестриче или братче го тепа по малото. Љубоморно е. Му ги зема играчките. Го имаме тој пример. Него не треба да го учиш да тепа, да одзема. Треба да го научиш да љуби. Исус вели да простиш и да го завртиш и другиот образ. Но ти немаш сила да го завртиш другиот образ, да го победиш злото со добро, како што вели. Без него. Затоа, телесниот човек нема сила да простува и да љуби. Немаш сила. Затоа треба соединување во едно тело и дух со Исус Христос. Затоа тој зборува за заедништво, за да примиш сила. Јован 1:2. На сите што го примија, Исус им даде сила. Ти всушност примаш сила преку духот. Некој вели моќ. На сите што го примија им даде моќ. Зависи од преводот, но суштински е сила, бидејќи Царството Божјо се освојува со сила. Со моќ, добро. Кој простува, тој победува. Кој простува, тој победува. Ова дојде по една молитвена средба. Простувањето е ослободување и одврзување. Се што ќе врзете на земјата, го знаеме тој стих,
ќе биде врзано и на небесата. Се што ќе одврземе на земјата, ќе биде одврзано и на небесата. Видете, вие не сте му простиле на некој и тој починал. Времето за милост поминало и сега сте вие врзани. Не сте простиле на 100 луѓе, вие се со 100 јажиња сатански врзани. Непростувањето е сатанска доктрина. А колку едноставно да им простиш и да ги благословиш да побараш сила од Исус. Ако не сте простиле, не сте се одврзале, врзане сте во непростување на земјата, меѓу земјата и небесата. Но кој ќе ти даде сила да простиш? Па еве, на сите што го примија, ако го примиш Исус во срцето, на сите што поверуваа во Неговото име, што значи да поверуваш, им даде моќ, сила да станат чеда, синови Божии. Па да му го дадеш клучот од твоето срце и Исус да те води, да го прашуваш: Исусе, дај ми сила да простам, дај ми сила на овој човек како да му одговорам. Ако пак не им ги простите на луѓето грешките и гревовите, и вашиот Отец нема да ги прости вашите грешки. Матеј 6:15. Дали го разбирате ова? Ако им ги простите на луѓето грешките нивни, и вам ќе ги прости вашиот Отец небесен. Матеј 6:14. Ете, тоа е Божиот закон на љубовта. Што правиш, тоа ти се прави. Што правиш, тоа ти се прави. Значи, ти не сакаш еден член, не сакаш да го чуваш, бил болен, неподвижен, и по извесен период ти стануваш болен и неподвижен. Сега тебе треба да те чуваат. Јас имам примери лични, не сакам само да ги споменувам. Значи, тоа е Божиот закон на љубовта. Што правиш, тоа ти се прави. Без Исус. А со Исус го прашуваш Исус како да постапиш и излегуваш од тој закон. Исус плаќа за тебе. Простувањето е ослободување и одврзување. Простувањето кон другиот е простување врз себе си. Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Матеј 7:12. Кога ти им ги простуваш на луѓето гревовите, и Отецот ти ги простува твоите гревови. Видете, концентрирајте се на ова и постапувајте така. Христијанството е практично менување на од стариот човек оставање и да се родиш во Исус, да почнеш да постапуваш како Исус. Оди и најнапред помири се со братот твој и потоа дојди кај Исус и принеси го дарот свој. Матеј 5:24. Измири се со братот твој. Измири се со противникот твој на време. 25 стих, Матеј 5:25. На време. Па дрво утре ќе замине и готово. Врзан си во непростување, починал човекот. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. 39 стих, Матеј 5. Прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Матеј 6:12. Дали им ги простуваме? Понатаму го имаме стихот: не судете, за да не бидете судени. Матеј 7:1. Со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Вториот стих, Матеј 7. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Исто вториот стих. И те сега секојдневно судиш, мериш и се вртиш во тој круг. Врзан си во телесниот непростувачки свет, сатански свет. Ја гледаш раската во окото на братот, гредата во своето око не ја чувствуваш. Третиот стих. Простете и ќе ви биде простено. Матеј 6:15. Простете. Ако немаш сила да простиш, сигурно немаш без Исус. Повикај брза помош, повикај: Исусе, дојди во моето срце, помогни ми да му простам на овој човек. Повикај кон Исуса. Непростувањето те држи врзан за сатанскиот телесен човек и си син на проклетството. Тоа значи отплаќаш се што правиш нељубов, го отплаќаш и ти се вртиш така во круг
и илјадници години вечности поминуваат. Минливи вечности додека повторно не дојдеш. Значи он може да те спушти до вратите на пеколот и да те издигне, како што велат стиховите. Апостол Павле во Коринтијаните 13:5. Љубовта не го помни злото. Дали ти го помниш злото и не простуваш и осудуваш? Тоа значи како Исус Христос љубовта простува и победува за секогаш Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. И сега одиме ние вака. Значи Исус седи на трпеза дома, одеднаш мнозина цариници и грешници, Матеј 9, 10, 13. Одеднаш мнозина цариници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Но штом го видоа тоа фарисеите, значи фарисеите се оние што го знаат Словото, а го распнуваат Исус, фарисеите им рекоа на учениците негови: зошто вашиот учител јаде и пие со цариници и грешници, а ти со грешници седиш со... Ние имаме такви, некој не им се допаѓа од групата, бил ваков, бив таков, знаеш, и сакаш да го отврлиш. Видите што вели Исус. Исус кога го чу тоа им рече: здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Здравите немаат потреба од лекар. Одете и научете се што значи милост сакам. Милост сакам, а не жртва. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, ако ти мислиш дека си праведен, спасен еднаш за секогаш, туку грешниците на покаяние. Грешниците на покаяние. Запаметете го тој стих. Значи, грешниците. Слава ти, Господи Исусе Христе. Милост сакам. Одете и научете се што значи. Значи да се научиш и да одиш е дејство. Слава ти, Господи Исусе Христе. И сега одиме вака овде. Кај беше тој? Аха. Значи, ако пак го извршувате Јаков 2.8, царскиот закон според писмото на љубовта, возлюби го ближниот како самиот себе си. Добро правите. Ете, тоа е законот. Значи, ти си овде да љубиш, да научиш да простиш и да љубиш. Но ако сте пристрасни, грев правите. Овој ми се допаѓа, овој не ми се допаѓа. И законот ве осудува како престапници. Кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Оној кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на закона. Ние зборуваме за убивање. Кој не го љуби братот своје, човек убиец. Еве и сонце ми праќа нашиот татко. И сега зборувајте и постапувајте. Ти си тогаш престапник на законот. Како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Закон на слободата е кога си во Исус ти си ослободен, а слободен си да имаш слободна волја. И пазете сега ова. Судот ќе биде безмилостен спрема оној кој не покажува милост. Судот ќе биде безмилостен спрема оној кој не покажува милост. Милоста надвива над судот. На друго место се пофалува. Значи судот го ослободуваш од суд. Милост кон некој беден, кон некој грешен, да му помогнеш, ти го отврлаш, не ти се допаѓа бидејќи е грешен. Целата суштина е во тоа. Милост сакам, вели Исус. Судот ќе биде безмилостен ако ти немаш милост. На минус 13, 14, 2 батерии се потроши. Ајде третата, Исусе, ќе издржи. И сега одиме овде Јаков 5, 11 до 12. Не озборувајте се еден со друг. Браќа. Не озборувајте се еден со друг, браќа, зашто кој го озборува братот свој или го суди, тој го напаѓа законот и го суди законот. Значи Исус седи со грешници. Зашто седиш со овој грешник, зашто со овој, зашто правиш така? Ако пак го судиш законот, тогаш ти не си извршител на законот. Ти стануваш судија. Законот е љуби го својот ближен како себе си. Штом си вон тој закон, ти си во око за око, зап за зап. Еден е законодавецот и судијата
кој може да спаси и погуби. Еден, тој може да вратите на пеколот и издигнува од него. Ти кој си што осудуваш друг? Добро прашање. Јас знам кој сум. Јас сум прав земна, во кој е дувнат дух животен. Паднат сум овде на земјата и повикувам со сето своје срце, со сета своја душа. Господе Исусе Христос, со сиот свој разум и со сета негова сила, дојди во моето срце, да се променам, да научам да љубам и да се вратам во Царството Божјо. Го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. Значи Лука 3, одиме од 2 стих до 5, до 6. Во времето на првосвештениците Ана и Кајафа, дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија во пустината. Ете, тој има една задача и послушно ја изврши. Дури на крајот рече, ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме за Исуса. Тој го обиколи целиот крај околу реката Јордан, проповедувајќи покајно крштение за проштевање на гревовите. Тие денеска акцент ставаат на водата, рипаат во водата, се капат во водата, се прскаат со водата, пијат крстена вода, се зборува за покајно. Сум видел многу луѓе се молиме и стои проблемот. Не се менува. Стои проблемот, не се менува. Значи причината не е отстранета, последицата нема да ја има. Не се покајал, го гледам тоа, во духот ми покажува, кој знае што има во човекот. Покајно крштевање, како што ви е напишано во книгата на зборовите пророкот Исаија, со срцето да разберат да се покајат и да ги исцелам. Вистински да се покаеш и да не го прави злото. Оди и не греши повеќе. Ние имаме безброј луѓе овде запишани. Имаме дузина. Исус ги исцелува и им вели оди и не греши повеќе. Ние не знаеме понатаму што се случува со нив. Ако грешат, се враќа состојбата. Гласот на оној што вика во пустината, подгответе го Господовиот пат, исправете ги патеките негови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Пази, секоја долина нека се исполни, тоа е тоа што треба ти да го промениш. Секоја планина и некоја горда што е нека се снизи, кривините што мислиш да правиш нека се исправат, нерамните патишта по кои одиш нека се изравнат, 5 стих, и секое тело ќе го види спасението Божјо. Спасението Божјо, секое тело, се што е на земјата е спасоносно, во мудрост си рекол или мудрост Соломонова. И еве сега ќе ти кажам што значи тоа. Секое тело, се што е на земјата е спасоносно. Бог му дава тело, 1 Коринтијаните 15 од 38 читаме до 42. Бог му дава тело. Секое тело ќе го види спасението, какво што сака. На секое семе негово собствено тело. Не е секое тело исто тело. Друго е телото на човек, се мисли на човек, друго е телото на животно, друго на риба, друго на птица, тело, и има тела небесни, тела земни, друг е блесокот на небесните и друг на земните, друг е блесокот на сонцето, друг е блесокот на месечината, сето тоа се тела, инаков е пак на звездите, па и звезда од звезда по блескотот се разликува. Значи, секое тело ќе го види спасението Божјо. Лука 3:6 спасението Божјо. Татко мој, ти благодарам што и овој ден ме грееш во срцето, ми го отвараш умот и очите и ушите, да повикам кон Тебе, Господе мој, Исусе мој, исцелување за сите оние кои ќе кажат, Исусе мојот Господ и Спасител, се покајувам за се и ќе ти дава што треба да покаеш. Им простувам на сите, простувам и ќе гледаш, ќе простуваш постојано, се откажувам од гревот и од сатаната и од смртта, те повикувам да дојдеш во моето срце, никого не осудувам, дај ми сила да не осудувам, ја прифаќам Твојата волја. Насели се во моето срце, промени ме,
Научи ме да победувам со љубовта. Исус, напред ние по него предавам се во Твоите раце, овој дом, се што имам, нашите заедници. Господи Исусе Христе, и Македонија ја враќам во Твоја собственост и изјавувам со мечот на духот, ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз секого од нас, врз нашите заедници, врз Твојата црква, Господи Исусе Христе, духовна заедница врз македонската земја. Бегај од нас, сатано, и не враќај се повеќе. Ние сме сотрудници Исусови. Исус живее во моето срце. За секогаш Исус, за навек Исус. Слава Ти, Господе мој, Татко мој. Насекаде Исус, во длабокото, во високото, во срцето, во душата. Упреку од земјата до небесата, пред мене, зад мене, во мене, во моето срце. Исус живее. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примивме.